Барањето на опозицијата ќе биде разгледано и толку. Спикерот Велјановски се уште врака ја држи фрлената ракавица од опозицијата за да свика итна собраниска седница по самитот во Чикаго. Опозицијскиот фронт бара и задолжително присуство и обраќање на председателот Ѓорѓе Иванов и премиерот Никола Груевски. Зад предлогот стојат 42 пратеника, но тоа не ја замислува власта. За нив седница со точка на дневен ред, дефинирање на идниот план и активности на државниот врв за исполнување на стратешките приоритети и интереси на граѓаните за интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО по самитот на НАТО во Чикаго, едноставно немал смисла. Пораките кои беа упатени од страна на премиерот Никола Груевски велат, но и поддршката од целокупната јавност биле јасни и прецизни. И уште ги подучија колегите да си прашаат се што сакаат на редниот четврток на седница за пратенички прашања. Шефот на државата и првиот во владата можат и треба да се обратат секогаш пред народните избраници, а тоа значи пред јавноста, кога се работи за важни прашања. Но очигледно за нив беше доволен одговорот преку пошта од премиерот, изјавите на Иванов и протоколарните соопштенија за куси средби на маргините на самитот во Чикаго. Можеби шефот на државата ќе сакаше да каже нешто за жестоката маратонска дипломатска битка која ја водел во неофицијалниот дел на НАТО самитот во Чикаго, како што пренесе еден медиум. Можеби ќе сакаше да појасни од каде се, колку се реални, што значат информациите на истиот медиум дека државниот врв ја разгледува и опцијата повторно да се обрата до судот во Хаг и да го известат дека неговата пресуда не се почитува. Има многу прашања, а за собраниска седница за сега се чека како на железничка станица. Денес е празник, пратениците не работат, утре се слободни и ќе се растрчаат на блиски средби со гласачите. Сабота и недела се денови за одмор. Понеделник е интерпелацијата за првиот финансиер Ставревски, а и нема за што велат да се брза. Во рацете на Трајковски одлуката кога и дали воопшто ќе ја закаже итната седница, така пропишал деловникот, а таму и не пишува дали првиот меѓу еднаквите председателот на собранието, како што бара опозицијата, треба да се осмели и да го стори тоа.